Zdravo dečki, kako ste? Jaz sem Stefan in dobro nazad v Minecraft preživljanje SMP. Dneska, kako za početak nova epizoda, ti odime da od tepa me sme od videjki preterave kesite, дека sakate lajtera. Mene ne mi se brza pa otidovme, go tepavme, така da uživajte. Ajde be. Сега гледай, ќе паднем у лавата, ајде. 3, 4, Ајде. Не работа, ајде го. Shit, čekaj, stoj. Dobro, izbor. Ajde be. Ajde be, pak li ti umiram od Endermeni? Ej, nikad nisam imao šišinja da mu je zima ova... I da. Ще го респавним. Вие тепайте си го таму змеот, јас со Ендермени ќе се тепам тука. Увек. Ајде, фатен. Мене ми фрла толку одно. Нарцис. Ау. Види го, Не. Умри бе, умри. Со што Бате, степаат нема Ендермени тепа. со Sharpness? Со све се тепат. Не пошто имам смајт некако не му дила демидж. Смајте за полумртви работи, скелети, зомби. Не знам што имам свршено, што нема мене. Тука нема. Чекай. Јас качам горе се. Бате, нема те па бе човек. Нема армор што треба. Абе, фатени. Ќе му убие. Ајде, Интра, пукај. Ја полека по водата. А не, има уште лад. Окей. Нормално. Абе, кој оној пеце? Што се опентарил горе бе? Подобар агол да имам на тие горе. Извини. Абе, тука со сорт. Иха-ха. Чекај, шо прави ми он дека под змеја? No. О, бате. No. Малце лут бил бе. Малце. It's a female. Не е тоа битно. Не се дискриминираме. Битно е да умре. Свиме те па бе. Ајде бе. Пред краја. Ако не умрам Ја јас. ќе умрам. Ја ќе умрам од Ендермени. Исто. Јас сум фул хп. А ти читер. Чекай, па како овако кога не ги гледам? Ја затоа се седам. Bro, дай ме некој да помоди, што е проблем? Вау. Најмизерното тепање на змеј беше ова. True. Е, ја највише демеш направив тролови. Очигледно. Bro, Петар го доби адвансмент? Аха. Ви го зема. Окей. Не, имам 6 левела, не. Јај се го падна во портал! Како бе? Ќе не чека спан ќе не чека. Јас се враќам. Лера, јајцето си извела еве кукошка. Не, што е? О, падни кукошката од тебе. Ти што е? Чекај, ја ќе идам во спан да проверам дали таму е јајцето, ако не. Аман. Во спон Еј, мора да. еве го вако порталот. Јајцето го прогласувам за умрено. М? Бе, не може да Бре. падне во вакво портал? Мисля, Пробаш? јајце не ми. Абе, јајцето е го десен кликна или? Не знам кој го Абе? направи, што му направи. Па тоа- Падна во портал. Абе, не може да падне у портал? Абе падна? Абе, не може? Абе сега не сум ментално? Ме немаше едно подолго време. Имам неколку апдейтс, како на пример оваа мапава која само што ја направив. Гледав како можам да го испланирам делов каде што живеам. Enchanting table, цела армор енчантнат, куќата е готова, исто така и влезот, има конечно supports и личи на нешто. Фармите се исти. Најголемиот апдейт е овдека горе. Почнав да кршам, да рамнам, да градам, па тука ќе работиме во оваа епизода. Имам обележано патишта и градби, каде што тука ќе се наоѓаат сите автоматски фарми.
еден мост кој ќе оди натаму и натаму ќе се продолжат фармите. Другиот дел од апдейтите се наоѓаат во Spawn, или поточно кај шоповите. Таму посветив многу време за да го средам местото. Уште не е средено, но барем сега личи на нешто не како што беше првпат кога отидов таму. Тука нема ништо сменето, треба да работиме и на Spawn дефинитивно, но најголемиот дел се наоѓа таму. Или поточно во овие ѕидови. Направив и како пристаниште, па можам да дојдам тука, да го оставам бродчето и имаш скали од оваа страна, скали од оваа страна. И тука веќе кога доаѓаш имаш вака. Ова е на Matei Shop, Totem of Undying, Regen Potion, Music Discs. Што да продава Slime Ball, Netherite Ingot, 5 Blocks of Diamonds. Еве ги моите тезги за Sugarcane, каде што никој ништо не ми купил. Ова е што за Enchanted Books на PC. Mending, Unbreaking, Sharpness Power, Enchanted Book. И најверојатно си ги чува во Enderchest, мора да го сменим ова дефинитивно. И овдека шопот за Wool на Марија, кој што ќе го користам оваа сезона, бидејќи наместо со Concrete сакам да грабам со Wool, бидејќи преубаво изгледа. 2 стака и 1 Diamond. Па добро, деца Steel. Имаме определено, овој дел ќе биде тезги, натаму ќе бидат шопови и овдека некаде требаше паркче да биде, но сепак пак треба да збориме. Сега мислам дека е време да почнам со автоматска фарма, поточно фарма за Sugarcane, бидејќи шопот ми е Sugarcane, а немам автоматска фарма, се тоа рачно го правам. Ќе направам една помала автоматска Sugarcane фарма, можам исто така да направам и автоматска Kelp фарма, автоматска бамбу фарма и се што може автоматски да е тоа ќе го направам. Затоа и завземам толкаво место за фарми. Немам многу бон блокови, бидејќи не сум седел долго време кај спавнерот. Исто така немам и лутинг, тоа е многу лошо. На мечов имам Fire Aspect, Knockback, Smite, Unbreaking, што е добро, но нема лутинг. И Sweeping Edge. Зградите ќе се наоѓаат вака, овој дел ќе биде со Wool и овој дел вака ќе биде всушност зградата. Па ќе работам малце сега на ова. Вие уживајте во таймлапсот како го чистам овој дел, па ќе се вратиме со апдейтс. Еве сум назад, после 2 недели конечно ми текна да довршам и оваа епизода, па ова го изградив во меѓувреме. Скоро ич неам играно. Тоа само ќе ви кажам, ова успев да го направам, исто така имаме промени и во ресурс пакот, не знам дали ќе остане, ми се допаѓа ова што има Visual Enchantments, што не разбирам воопшто како работи, но прејако е. Например, ако отидам во Chest of овдека,
Сите се различни. Ова е, например, Smite, ова Infinity Sharpness, Flame. Многу интересно како изгледа. Сега можеме да почнеме со креирање веќе на делот од автоматските фарми, што за тој дел ќе ми треба Quartz, Redstone, Cobblestone, па нема да ми треба, например, Volco обзервери, но ќе се најдат, бидејќи ќе има повеќе редови. Што немам, што не можам да крафнам пистони, неверојатно Cobblestone. Се уште не сум сигурен како всушност ќе работи оваа фарма, бидејќи експериментирав, најдов како покомпактна да ја направам. Фармата само 3 блока ќе зафаќа. Ова тука каде што ќе стои редстоунот, водава и земјата, и секако напред ќе има глас за да не паѓаат доле sugarcane-от. Тука доздола ќе има minecart со rails, за да ги собираат sugarcane-от. Водата се наоѓа на stairs, што не ми текнало до сега. Случајно само waterlockнав stair и кога не течеше водата наоколу, па решив да го искористам тоа за sugarcane. Се уште не сум пробал дали всушност ќе можам да насадам sugarcane на ова. Па the moment of truth, сега ќе одам да земам едно парче sugarcane за, ако работи, да насадиме цела фарма. И глас можам да земам ако имам. Не знам што ново има на серверов, не знам дали другите воопшто играле или не играле, само знам дека јас се уклучував онака еднаш на 2 дена да видам што се дешава, што има ново и сепак не видов. Ќе треба да оставам сега, не знам, 2-3 реда пред да го градам на редното ниво, бидејќи сепак и таму ќе треба да ставам minecart, па некако со hoppers надоле да ги спуштам sugarcane-от. А и се мислам дали и од другава страна истово да го направам. Има место, па мислам дека ќе го направам. Многу е зафркнато кога работиш во многу мал простор, каде сега да преместам водава, не знам. Не можам да направам Infinity Pool во 3 блока. Можам да преместам овдека, сега за сега. Исто така не знам дали спомнав на почетокот на оваа епизода или пак пред. Може би веќе има еден месец. Го тепавме Ender Dragonот, каде што ја бев useless и ништо не направив, бидејќи имам премногу слаба опрема. Може би 2 пати ја погодив Марија, а другото ништо немаше. Тука Cobblestone и овдека имаше. Тука Redstone. Овдека доле Pistons. Не можам никако да поминам. Мислам дека можам да направам Infinity Pool со 3 блока. Вак, да. Врз овие обзервери. Опс, не така. О, се активираше. Зашто толку рано? Имам исто така проблеми големи со тик спидот. Премногу е брз, никој не знае зошто, цело време го враќаме на 1. Но ништо не прави тоа ако ќе го вратиме на 1. Но тоа е барем голем плюс за мене. Фармите ќе работат почесто. И јас ќе можам да продам. Ова се ќе се исплати кога ќе и ако почнам со Villager Trading, бидејќи не сакам да се мешам каде што веќе другите почнале, како PC веќе има bookshop каде што ќе продава Enchanted Books, а Марија веќе уште во првата епизода направи Villager Trading, Villager Breeder поточно. Па сега ќе пробам некако да се снајдам како ќе градам нагоре и ќе се вратам. Епа, еве сме назад после цел месец. Ми текна конечно да довршам оваа епизода, значи оваа мислам дека е најдолгата епизода во свет, бидејќи веќе втор месец како ја снимам. Последен пат ја правевме фармата Sugarcane, ја направив поточно механизмот, има 2 реда и ајде да ви ја покажам, мислам дека едно време беше да видите. Ова е зградата, ја немам довршено, мислам дека снема угол во на Марија Шопот и вака изгледа тоа. Фармата Minecarts, се тоа доаѓа во овој систем на хопери, кој потоа доаѓа, се честовиве. Minecart-от доаѓа, собира, ги остава sugarcane тука, си вози, ги остава тука. Не користам многу хопери бидејќи немам ни многу iron. Мислам дека уште минимум 2 реда ќе направам, па не знам од каде ќе ги најдам материјалите за да направам тоа. Се вративме назад на стариот ресурс пек. Не можам да се навикнам едноставно на тој. Мечот ми е многу чуден со
енчантовите и се друго. За керава имам само Unbreaking 3, ми се паднат само што ми се падна тоа најглупото нешто што може. Имам 43 левела, бидејќи седев кај спавнерот за Bones, ама немам некако многу диаманти, па страф ми е да енчантнам во случај да ми се падне нешто глупаво. Не знам дали подобро ќе биде да енчантнам книга или нова секира. Ќе си ја пробам среќата со секира, тоест ќе видам што ќе ми понуди на секира, ако не ми се допаѓа ќе енчантнам книга. Ајде, нешто нормално. Unbreaking 3 не икам да го ризикувам. Piercings, Sweeping Edge, може Sweeping Edge. Knockback, Feather Falling, Efficiency 4 и Unbreaking 3. Супер! Подобро не можеше да биде. Quick Charge, Unbreaking 2, може да земам Unbreaking 2. Sweeping Edge! Gimme! Sweeping Edge 3, nice! Sharpness 3, Protection, можем Sharpness да го земам и можем да енчантнам уште една книга, бидејќи толку левела имам. Smite 4... Можем да го земам Smite, да го направам Match of Smite 5-ка. Супер, само не сум сигурен дали Sweeping Edge 3 е максимум што може да се добие. Ќе ми треба и едно looting и Match of е веќе комплетен. Па се ставаме на Swordot, Smite 5, Sweeping Edge 3, Unbreaking 3, Looting 2. Супер, имам премногу Birchwood. Пред епизодава со Симона го чистевме островот каде што се наоѓаат продавниците. Најпрво нешто, бидејќи сите ми се закануваат дека ќе ми ги утепаат кравиве. Најпрво нешто е да ги ставам некаде каде што не е во тоа бродче таму. Па, каде би ги ставил овие крави, не знам. Најверојатно таму некаде, бидејќи тој дел мислам дека ќе биде со фарми за живот. Сега за сега ќе ги заградам овдека, бидејќи се предосадни и прегласни, па да не може да се качуваат и ќе си бидат заградени овдека. Можам само да ставам тука fence gates, 2 birch fences. Тоест 2 ми требаат или едно? Ќе направам со 2. Сега можам кравава да ослободам од ова бродче во кое веќе седи 6 месеци. Супер. Сега ќе одам да земам и другата. Ајде. Знам дека ќе ги заборам дека овдека има крави, но барем нема да бидат тука и нема да ми се закануваат сите дека ќе ми ги тепаат кравите. Ајде, влези. Ти и ти. И може да ставам, тука вака. Ајде да одиме во куќата. Треба да направам и некој вид на пат кој ќе иде до влезот. Сега ова го користам ко влез, но тоа таму ќе го префрлам. Би требало во наредната епизода веќе да се префрлам во новата куќа. Не можам веќе во тоа. Гадно е. Најверојатно ќе го спуштам кровот вака. Ќе си дое нормално 4 блока висина. Сега за сега е само Birchwood, само strip Birchwood, кој потоа ќе кршам и ќе ставам Birch Planks, за да биде рандом паттерн некој. Се уште немам испланирано кој дел што ќе биде, ја немам поделено поточно куќата. Правиме тука strip Birchwood. Само знам дека овдека ќе има скали кои ќе водат до горниот спрат, неверојатно ќе има од оваа страна и од оваа страна, за да изгледа преубаво. И овдека доле неверојатно ќе преместам enchanting table, brewery, овдека ќе биде chest room и некаде измеѓу овдека можам да ставам дневна кујна и сите други беспотребни Minecraft соби што ги правам во секоја серија, но барем изгледаат убаво. Треба дефинитивно да нарачам од PC mending книга, бидејќи имам најдобриот pickaxe, но сепак се пазам да не го скршам бидејќи немам mending на него. Не знам ни колку ќе ми бара за да ми даде на mending книга. Немам многу за да дадам за таа книга. Не дофаќам до горе, тоа е лошо. Затоа си носам scaffolding со мене. Упс, никогаш не научив кога се користат овие чуда. Веќе тука дофаќам. Тука можам да се симнам на земја како нормален човек. Не знам дали Unbreaking работи воопшто за вака што правам stripwood. Па тука ќе ја завршам оваа епизода, се надам дека ви се допадна. Не ветувам дека се враќам со редовни видеа, но со почести видеа дефинитивно се враќам. Ако ви се допадна, не заборавте да ставите лайк, коментирајте што друго сакате да правиме во оваа серија и се гледаме во некој наредно видео. Чао!